Со над 60 учесници од различни земји во светот во организација на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, денес онлайн беше одржана 7-та меѓународна научна конференција на тема Општествените промени во глобалниот свет. Конференцијата беше поделена на 6 панели со повеќе теми, од кои еден панел беше посветен на млади истражувачи. Станува збор за панел кој што се однесува на мултидисциплинарно општество, односно опфаќа и право, и политика, и општествени, и хуманитарни науки, исто така и медиуми и комуникации. Другите 5 панели се поделени по области. Едниот панел е панел право, другиот панел е кривично право, третиот панел е политика. Исто така сакам да напоменам дека оваа конференција ќе се води на 3 јазици, тоа е македонскиот, рускиот и англискиот, односно посебна сесија на руски јазик во која што ќе учествуваат професори од Универзитетот Санкт Петерсбург и исто така подсекција на млади истражувачи кои што се докторанти на тој универзитет. На тема поврзана со предизвиците со кои се соочи Штипскиот универзитет и научните работници во однос на реализацијата на наставата со појавата на пандемијата, на конференцијата своје излагање имаше деканката на Правниот факултет при универзитетот, доцент доктор Олга Кошевалиска, која истакна дека на светско ниво, според статистика од УНЕСКО, на 1 април 2020 година за 1,5 билиони студенти и ученици прекинала наставата. Дел од конференцијата беше наменет за споделување искуства, практики и алатки за да се излезе во пресрет на студентите и колегите, истакна Кошевалиска. Во однос на наставата, првично ни беше интересно да развиеме алатки, да се најдеме во тој виртуелен простор, меѓутоа не идовме и на проблеми, не беше толку забавен тој дел, значи имаше проблеми во однос на изнаоѓање начини адекватни за оценка на студентите, за како да се процени нивното знаење, одбрана на дипломски и магистерски кои што нели вообичаено сакаат свечена атмосфера, а тоа преку онлайн платформите малку беше нели значи ускратено. На денес одржаната научна конференција доктор Јорданка Галева, професор при Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип, презентираше на тема поврзана со политиката, поточно за геополитичката положба на Македонија во однос на одбранбената политика и воените сили на Македонија, споредена со Израел и Сингапур. Споредбата на Македонија со овие две држави е поврзана со мултикултуралниот аспект. Зошто токму оваа тема? Знаеме од неодамна Македонија пристапи кон НАТО алијансата, она што ме интересираше како е уредено ова прашање на одбранбена политика и воени сили во овие две држави, Сингапур и Израел, кои на онаа листа на воени сили котираат многу високо. Имено истражувајќи увидов дека овие држави имаат многу слични карактеристики од настанувањето, од самото конституирање на државите, тоа е мултикултуралниот аспект на населението, што најчесто мултикултуралните општества се споредуваат со најчесто конфликтни општества, меѓутоа во овие држави токму тој елемент се искористува за да се стане силна држава. Конкретно во сингапурскиот случај мултикултуралноста ја искористуваат за да се направи еден заеднички сингапурски идентитет и воедно се применува една политика на total defense, односно тотална одбрана, каде што воениот сектор ја игра токму таа улога на соединување на нацијата во едно и применување на ова одбранбена политика. Израел, како што знаеме од самото конституирање, има конфликтни односи со своите соседи. Во таа насока Македонија може да се спореди со конфликтите што ги имаше од самото настанување со Грција и се уште отворен проблем со Бугарија. Нормално не воени конфликти, меѓутоа политички. И од оваа гледна точка, значи овие три држави исто така местоположбата која игра многу голема улога во геополитичкиот контекст. Како географските фактори ќе влијаат врз донесувањето на одредени политики и колку една држава е геополитички активна, зависи од низината положба, дали излегува на море, дали има пристап на меѓународни води, протоци и дали постојат енергетски ресурси, заклучува доктор Галева. Во текот на конференцијата беа презентирани 3 видеоснимки од страна на професорки од Италија и Франција и професорот и председател на Основен суд во Кавадарци Лазар Нанев, поврзани со извршување на работните активности во време на состојбата на пандемијата. Се очекува да биде издаден зборник кој ќе ги содржи излагањата на сите учесници во онлайн конференцијата.